Новите измени во Законот за основно образование наложуваат строго почитување на реонизацијата. Родителите повеќе нема да ги запишуваат децата каде сакаат, туку само во училиштето кое им е во реонот. Отстапки ќе се прават само доколку детето има посебни образовни потреби или во училиштето во кое припаѓа не се одржува настава на неговиот мајчин јазик. Мора да се почитува реонизацијата и има точно наведени услови само под кои може да се прекрши реонизацијата, а тоа е детето да има, според член 63 од Законот за основно образование, детето треба да има наод и мислење, доколку има посебни образовни потреби и доколку во училиштето има подобри услови за настава отколку во тоа училиште каде што припаѓа. Дали со новите измени ќе се надмине проблемот со сегрегацијата на роми во Штипското основно училиште Гоце Делчев, каде години наназад поради се помалиот број на ученици од македонска националност се формираат чисти ромски паралелки, ќе се знае откако ќе заврши првиот уписен рок. Ќе имаат родителите доволно време од еден месец да ги поднесат документите, веќе на крајот на мај месец ќе имаме некои првични резултати, бројки на запишани ученици во основните училишта. Пред 3 години Европскиот суд за човекови права во Страсбург пресуди дека во Штипското и Битолско училиште е извршено дискриминација на ромите, со тоа што се формирани чисти ромски паралелки. Постапката за докажување на сегрегација ја покрена околу 30 на семејства од овие два града, а државата на семејствата треба да им исплати околу 46.000 евра. Годинава во Штип во прво одделение треба да се запишат 470 ученици.